Измените и дополнувањата на програмата за изградба и одржување на улици и локални патишта предизвика на најголемо внимание на 11-тата седница на Советот на општина Кочани. Реакциите на советниците, главно од опозицијската советничка група, беа поради драстичното намалување на износот на средства за изградба на сообраќајници во селските населби и во ромското маало. Кратењето на парите ја отвори дилемата дали може да се зборува за инвестирање во сообраќајната мрежа, кога со скромната сума што ќе остане по измените во програмата, не ќе може да се комплетира ниту улица од 100 метри. Се гледа дека се додадени во алинеја 8 асфалтирање и реконструкција на улица во села се брише од 5 милиона и износот сега изнесува 800.000 денара. Мене ме интересира каде ќе бидат потрошени тие 800.000 денара, дали во село Бели, дали во село Нивичани, Прибачево, Оризари, Подлог, Горни и Долни, Мојанци. Значи, каде тие 100 метра асфалт, бидејќи 800.000 денари, са некаде околу 100 метра асфалтирање, каде ќе ги асфалтирате? Каква е таа равноправност, да речеме, што се изберени со селата, да се скрате од ДИФ. 13 милиона беше првично, скратијаме 8, останаа на 5. Сега кратеме и тие 5 на 800.000. Со 800.000 денара, мислам дека ништо. Нема да се покрие ни една уличка, ни едно село. А знаеме дека во Тркање има бањи улици за правење, Прибачево ништо нема чепнато, Градовци улицата поради некој судски спор си стое. Со оваа измена ние ќе ги осудиме селата, буквално сите села, без разлика каде ќе бидат искористени тие 800 денари колешки максимум. 800.000 денари не е доволно ни за една улица, како што кажавте, од 100 метри. Знаеме дека се големи тие проблеми. Во претходните 4 години ние како Совет, без разлика на партиска припадност, еве колегата даваше цело време поддршка за изградба на улици во села и јас како независен советник давав цело време поддршка. Сметам дека треба да биде повторно вратена програмата, затоа што немавме комисија, да не се залажуваме, имаше измена во програмата и измената од 0 на 800.000 денари. Односно, кратење на 4,2 милиони денари од првичната програма која што беше 5 милиони денари. Одете горе по ромското мало, видете какви се улиците. Зашто од 1.500.000 избришате до нецртане до 0? И мислам дека планирате за поддршка на декадата на ромите, предвидувате 100.000 денара. Па срамота е, бе, луѓе. Предвидувате 100.000 денара за поддршка за декадата на ромите. Дека го има тоа? Дека го има. И на невладените организации те пусти 90.000 денара трошки, кокошка. Кога ми кажа онaj пат од колегите, мислам некој кажа, па шо се петеш? Не сам петел, кокошка. Ово колега, дека си колешки? Тука гледам те. Не сам петел, кокошка сам. Само, знаеш шо, трошките ги собираме, трошките. Од тие пари што ги предвидите вие, ние ги само трошките собираме. 90.000 денара предвидено за поддршка на декадата за ромите. Па срамота е во. Срамота и граота што ни го правите. Нека слушат ромите и нека видат дека општината не е рамноправна и не работи како што треба. Кај планирате, градоначалниче, тај тротоар да го направите од 800 метра квадратни? Ме интересира, еве кажете ни, пошто сигурно кога веќе сте го тоа направиле, сигурно имате план и програма кај ќе ви биде тај тротоар од 800 метра квадратни. И друго, централно градско подрачје, браќа Ставреви, е избришано 2 милиона и 500 денари. Зошто? Селата засилено се празнат, полињата остануваат необработени, а ние кубуриме како држава, да кажем, ајде за храна веќе. Така што мислам дека и политиката локална би требало да биде прилагодена на моментот кој што може да се забележи во општеството, односно сметам дека навистина руралните средини би требало многу повеќе внимание да добијат. Ако толку многу сакаме да ги изградиме сите планови, проекти кои се поврзани со градежниот сектор, дали може, господине градоначалник, општината да се задолжи со пари, исто како што се задолжува Република Македонија на централно ниво, да изгласаме сите заедно долг кој општината ќе го земе како кредит или било како, за да може да се реализират овие предвидени проекти. Ако бевте толку загрижени за граѓаните, ќе мислевте и за висината на сметките кои се плаќаат за електрична енергија. Ние во буџетот
за наредната сметка имаме останато само уште 1.400.000 денари за да можеме да ги плаќаме своите сметки. Ако не ги поддржите овие промени во развојните промени и на планот на промените во развојните програми и не го поддржите буџетот, нема да можеме да си ги плаќаме сметките. И ќе имаме улици, ќе направиме улици во селата, но нема да имаме осветлување ниту во селата, ниту во градот. И за висината, за бројките, ако сакате неколку аргументи. Зборувавме кога го предлагавме основањето на јавното предпријатие. Дополнителни 10-12 милиони денари ќе бидат потрошени по актуелните цени за надомест на трошоците за осветлување. Ако успееме да го формираме јавното предпријатие кое го планираме и ги намалиме сметките, тогаш средствата кои ќе бидат заштедени ќе бидат наменити токму за овие програми за кои денес бараме корекција и намалување. По дискусиите и објаснувањето од градоначалникот беше даден предлог сумата наменета за привремени вработувања во општината да се пренамени за изградба на улици во селските населби. Сакав тоа во ребалансот на крајот на таа точка, ама веќе мислам дека оваа точка ќе биде за се. Во однос на ребалансот имаме зголемување на привремените вработувања. Не знам, може би е оправдано. Ама јас би дал предлог да го намалиме тој 1 милион денари. Тие пари да ги искористиме, еве да ги префрлиме во програмата за улица и патишта во селата. Пребројувањето на гласовите од советниците не беше најсоодветно спроведено, поради што беше побарано поединечно изјаснување, по кое беше утврдено дека со 10 гласа за средствата од 1 милион денари за привремени вработувања ќе се пренаменат за изградба на улици во руралните места. Со ваквото дополнување се премина и на гласање за предлог измените на програмата за изградба и уредување на улици и локални патишта во општина Кочани, за што поддршка дадоа 13 советници, а еден беше воздржан. Општинската организација на СДСМ од Кочани со писмен допис до јавноста реагира за измените и скратувањето на финансиските средства во буџетот на општината, наменети за изградба на локални патишта и улици за оваа година. Неспособната локална власт, предводена од ВМРО ДПМНЕ, нема пари за асфалтирање, реконструкција на улици, нема пари за бетонирање на пристапни улици и тротоари, нема пари за реконструкција на патишта и подпорни ѕидови во ромското маало, нема пари за асфалтирање на улица во централното градско подрачје, нема пари за асфалтирање на улици во села, но има пари за привремени вработувања партиски во општина Кочани. Партиската група на ДПМНЕ продолжува расипнички да ги троши парите на граѓаните. Во селата ќе инвестираат 800.000 денари, со кои ќе можат да асфалтираат околу 100 метри улица. Жално е што граѓаните се приморани да го трпат неодговорното и строго партиски ориентирано владење на Папазов уште 3,5 години. Меѓутоа, на вчерашната седница на Советот на општина Кочани, советничката група на СДСМ, после макотрапна расправија, успеа да изврши промена на ребалансот на буџетот и да ги пренамени парите од 1 милион денари за партиски вработувања во одржување и изградба на локални патишта и улици, се вели во писмената реакција од општинската организација на СДСМ Кочани. Основното училиште Гоце Делчев од Виница го одбележа патрониот празник со свечена програма што ја подготвија учениците и нивните наставници, како и со положување свежо цвеќе на бистата. Одбележана е 119 годишнината од загинувањето на големиот македонски револуционер. На свеченоста на која присуствува и представници од локалната самоуправа со градоначалникот Миле Петков, беше истакнато дека учениците и вработените во образовната институција се горди што училиштето го носи името на еден од најголемите великани, кој представува патоказ за сегашните и идните генерации. При тоа беше нагласено дека делото на Делчев треба да живее во секој од нас, заедно со неговата искреност, честност и праведност и желбата за културен надпревар меѓу луѓето. На 4 мај 1903 година својот живот го загуби идеологот, визионер и најзначаен раководител на македонската револуционерна организација. Неговите мисли и идеали остануваат длабоко вткаени во историската свест на македонскиот народ, беше речено во рамки на свечената програма по повод одбележувањето на патрониот празник на основното училиште од Виница.
Под мотото «Од имагинација до креација» во текот на мај и јуни во Кочани ќе се реализираат работилници под називот Театар на сенки за обука на деца до 12 годишна возраст. Со најмладите кои ќе учат да создаваат визуелни приказни со театарски кукли и фигури пред светло зад бело платно ќе работат дипломираните актери Нина Максимова, Благојчо Стојанов и Јанка Левкова. Нивна цел е децата да стекнат нови знаења и вештини на креативен и забавен начин, а преку работа во група и социализација да се запознаат со целиот процес на создавање театарска представа со сенки. Учесниците на работилниците ќе работат на создавање приказна, односно драмски текст, креирање ликови, работа на визуелен приказ на ликовите преку цртање и моделирање, работа со светло и филтри, изведување театарска представа со сенки, како и актерска креација на ликовите и нивна интерпретација. Со ова, децата треба да се стекнат со подобра самодоверба, правоговор и вежбање на литературен јазик. Исто така, ќе се работи и на креативно изразување, ослободување од трема, збогатување на личниот вокабулар, когнитивен и физички развој, ослободување на фантазијата и имагинацијата и нивна реализација во креативен производ, информираше актерката Нина Максимова. Учеството на работилниците за најмладите е бесплатно, а бројот на групите ќе биде ограничен заради поефикасно работење и обука. Активностите ќе се реализираат секој викенд во попладневните часови во просториите на мултикултурниот центар. Реализацијата на обуките Театар на сенки во Кочани е со финансиска поддршка од Министерството за култура. Во организација на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари, а по повод верскиот празник Ѓурѓовден, од 5 до 8 мај ќе се одржи 11-тото издание на меѓународниот фолклорен фестивал Традиционални ѓурѓовденски обичаи, песни и ора. Во рамки на овогодишната манифестација ќе се одржат концерти во Оризари и Видовиште, на кои ќе учествуваат околу 700 учесници од Македонија, Србија и Црна Гора. За вчетврток од 17 часот е најавен фолклорен концерт во Видовиште, на кој освен организаторот и домакин ќе настапат и играорните групи од Зрновци, фолклорниот ансамбл Биела од Црна Гора. За петок од 16 часот во Оризари е предвидено дефиле на учесниците на фестивалот, како и традиционални ѓурѓовденски игри во реката Масалница во Оризари. Од 17 часот пак на програмата се традиционални ѓурѓовденски обичаи со биење млеко, правење масло и традиционален ѓурѓовденски зелник, проследено со песни и ора во Домот на културата во Оризари. Во рамки на програмата ќе настапат фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов, потоа фолклорниот ансамбл Биела од Црна Гора, фолклорниот ансамбл Мугли од Кочани, културно-уметничките друштва Вера Јоцик од Македонска Каменица и Никола Јонков Вапцаров од Делчево, како и културно-уметничкото друштво Кирил и Методи од Иловица и Ефрем Каранов од Кратово. Ке има и гости од ансамблите Срма од Куманово и Бучим од Радовиш. За сабота пак е најавено дефиле на учесниците на фестивалот и фолклорен концерт на плоштадот во Зрновци, каде исто така ќе се организира и дегустација на традиционални јадења. Одржувањето на фестивалот Традиционални ѓурѓовденски обичаи, песни и ора е со финансиска поддршка од Министерството за култура, како и од локалните самоуправи на Кочани и Зрновци и бизнис секторот од регионот.